Штрумфовите, но и многу други ликови од приказните и цртаните филмови денеска носат насмевки и танцуваат по радовишките улици. Вака беше денеска во Радовиш на вториот детски карневал. Безброј маски продефилираа пред локалните жители, гостите и донесоа радост во градот. Најголемиот број учесници се од основните училишта, но имаше и младинци. Маската наша е смајли, представување на различни емоции. Нели, во текот на животот менуваме емоции, така да децата ги представуваат најразличните емоции. Позитивна енергија, позитивен дух и ние сме, разиграни дечиња и малку да една позитивна енергија да влиеме на сите. Ова е втор карневал во Радовиш по првиот од 2019-та. Организациониот одбор смета дека Радовиш има потенцијал да создаде почитувана меѓународна манифестација. Тоа беше мој сон, кој што денес го живеам. Значи, да успееме да покажеме дека можеме да организираме карневал по сите протоколи, принципи на светските карневалски градови. Ова е втор, после 2-годишна пауза, поради пандемијата, да ги заборавиме лошите работи и како што рековме, сакаме да прерасне во меѓународен, секоја година да биде се помасовен, поквалитетен, се надевам ќе бидат задоволни и публиката и учесниците. За општината, постоењето на карневалот е важно не само за збогатување на културната и туристичка понуда на градот, туку честим е што Радовиш е ставен на мапата на европски карневалски градови. Ова ни е втор детски карневал во Радовиш и ние сме решени ова да го направиме во голема традиција, бидејќи добивме и дозвола од Европската федерација на карневали. И ова е простор кој што нас ни фалеше практично на целиот регион. Сите прават карневали во друг облик, меѓутоа ние се решивме за карневал за најмилите. И затоа, како што гледате денес, имаме толку масовна посетеност, имаме практично 1200 учесници, што и во 40 групи, што морате да признаете на волшебна организација која што носи само веселба и среќа. Општината Радовиш ова ќе го поддржува. Се надевам дека до година ова ќе прерасне во меѓународен. Радовишкиот детски карневал го посетија 40 на групи. Најголемиот дел од нив се од Радовиш, но имаше и од другите градови од државата.